После Европското првенство се собирате одново на подготовки за репрезентацијата. Овој пат значи нема официјални надпревари, има само еден кој што ќе биде затворен тип. Колку може да се очекува нешто ново после оваа пауза која што имаше односно за игрите на клубски план и сега како си задоволен од она како се движи формата после? Па добро, да. Мислам дека добро ќе ни дојде овој собир, каде што имаме една недела да тренираме и да ги согледаме и да ги подобриме грешките и да ја напреднеме таа наша игра. Еден пријателски надпревар со Русија кој исто така добро ќе дојде. Да видиме каде сме, што сме, зоно јунски бараш со Романија. Мислам дека на вистински пат сме, имаме доста млада репрезентација, има доста нови играчи, репрезентација во прогрес, така да мислам дека и кроз оваа недели со овие тренинзи ќе се воиграме што доволно. Играш во првенството на Романија, добро ги знаеш и ракометарите, односно дел од ракометарите кои што ќе играат за репрезентацијата. Каква е формата кај нив и што може да очекуваме, иако уште има доволно време, значи до јуни да се анализираат, да се направат, но од денешна гледна точка што може да очекуваме значи од Романија? Па добро, да. Горе-доле ја ги читам нивните медиуми, какво е кај нив атмосферата. Да кажам, и кај нас во клубот има доста репрезентативци. Сега за сега они ја препуштат фаворитската улога на нас. Кажав, знаат они за каква репрезентација ние сме, они се една репрезентација во прогрес каде што сакаат да се надпреваруваат да учествуваат на едно големо надпреварување, со тоа го зема и Чави Пасквал за селектор. Мислам дека им расната амбициите и дека се посериозни. Но со нашиот двомеч они гледаат на една, за нив може да кажам, како што кажев, фаворитот го гледаат кај нас, али ја чекаат својата шанса, како што кажуваат, од позадина и дека се ќе сторат во нивна моќ да се пласираат на тоа светско првенство. Се надевам дека ќе грешат. Ќе има ли нешто ново? Очекуваш да има нешто ново, ето специјално за Романија, после она што го видовме од репрезентацијата на Европското првенство? Па добро, тие ќе бидат надпревари каде што ќе има двајца селектори кои добро се знаат, двајца искусни стратези, сигурно дека ќе има нешто ново и во тактиката и во самата игра, која што ќе ја спреми и нашиот селектор. И мислам дека ќе биде една позитивна страна за нас каде што ќе успееме да се пласираме. Фала ти многу и нека биде се недо.